Наисточната Караула во Македонија ќе прерасне во мотел и ресторан. Општина Пехчево, кој од Министерството за одбрана деновиве ја доби караулата, започнува со нејзина реконструкција и ставање во функција на алтернативниот туризам како дестинација на велосипедската патека која ќе поминува покрај границата. Патеката ја прати погледот на Пирен обвиткан во снег и убавата рила, пограничниот бел камен на кој се уште стои СФРЈ и бодликавата гранична жица, потоа жуборливата студена вода од Црна чешма преку густата Малешевска шума до водопадите на изворите на Брегалница. Ова ќе биде предизвик и комплетна туристичка приказна за туристите кои ќе дојдат во Пехчево. Со деталниот урбанистички план кај што негде 250 локации и неколку мотели, мислам дека потенцијалите се големи и за кратко време ќе бидеме сведоци на еден добар подем на регионот. Прекограничната соработка со бугарската општина Кресна и искористувањето на ИПА фондовите се во функција за реализација на овој амбициозен проект. Во проектот ни е метнено баш тоа инфраструктурата од Пехчево, Равна река, Караула, Ченгино, Кале, Кресна, до другава страна да се вратиме у Пехчево, Негрево, Света Петка, значи и археолошките локалитети и ридско-планински туризам. Двата прекрасни региони ги дели границата, се обидуваме да ги искористиме убавините на Малешевијата од двете страни. Инаку Министерството за одбрана продолжува со процесот на дивестирање на несуштинските објекти кои армијата повеќе не ги користи. Над 50 караули се опфатени со процесот, дел од нив се веќе предадени во функција на општините со цел подобрување на локалниот економски развој. Досега и 9 касарни се во рацете на општините.